Почитувани, градот Велес, како и цела Македонија, изминатите неколку денови се завиени во црно по двојното убиство и самоубиство кои не потресува сите нас. Нашето главно прашање е: дали вие, пратеници и пратенички, сте свесни дека со тоа што на 1 април не се издигнавте над партиските интереси и не дадовте поддршка на измените за законот за спречување и заштита насилство врз жените и семејното насилство, му овозможивте на Илија ладнокрвно да ги убие Росица и нејзиниот татко. Доколку измените, поднесени од страна на нашата пратеничка и председателка Моника Зајкова, во овој момент беа на сила, насилникот ќе носеше електронска нараквица, а денес Росица и нејзиниот татко ќе беа живи. Улогата на електронската нараквица е да ја предупреди жртвата дека сторителот е на оддалеченост помала од 100 метри. Со оваа мерка ќе се зголеми степенот на заштита на жртвата, истовремено намалувајќи ја можноста за повторно изложување на насилство. Промената на законот е системска. Таа се предложува поради потребата за подобрување на механизмите за заштита на жртвите на семејно насилство, имајќи ја предвид сериозноста на последиците кои можеа да ги има насилството врз жртвата. Ги потсетуваме сите пратеници во собранието дека граѓаните и граѓанките ги избраа токму нив со цел да им го подобрат секојдневното живење. Упатуваме апел до сите, без разлика на нивната партиска, етничка или верска припадност, да ја воведеме електронската нараквица и конечно да ставиме крај на сите девијантни појави во нашето секојдневие.